По 3 месеци маратонски преговори и најава за штрајк, СОНК попушти. Наместо 25 како што првично бара, а сега се согласија со само 10% зголемување на платите на просветните работници од 1 јануари 2020. Маратонските разговори завршија и двете страни се договорија. Покачување на платите за 10% ќе има од јануари следната година, со цел да не трпи основното, средното и високото образование. За министерот за образование ваквиот договор е историски, додека за СОНК е само едно исполнето барање, но не во целост, бидејќи во текот на овие преговори се оствариле многу нови прашања. Со ова одлука ќе се враќа дигнитетот на наставничката професија, на професорската професија и ќе се создаде сатисфакција кај сите вработени во дејноста образование. Тоа што во моментот е 10% не значи дека и во иднина ќе остане на 10%, тоа значи дека овие претходно што ги изнесов барања за дополнителни придонеси на плата кои што секако дека ќе резултира со нешто повисока плата од 10%. За покачување на платите на просветните работници ќе бидат издвоени 1,4 милиарди денари од буџетот. Инаку СОНК и владата досега одржаа 3 состаноци на кои преговараа за раст на платите во образованието. Просветните работници порачаа дека нема да запреле тука и ќе одат до крај, како што рекоа, додека не го добијат она што според нив заслужено им следува.